Пред 10 години, кога ја добивме одговорноста од граѓаните, постоеше децениска запоставеност во неколку клучни области и сфери. Една од најзапоставените беше токму здравството. Децениски стари објекти, во најголем број случаи немање најосновна опрема и апарати. А и она што се имаше беше застарени апарати, повеќето добиени како донација, апарати во употреба и долги листи на чекање. Корупција, вклучувајќи и корупција за најелементарни работи од типот на да дојдеш на ред за некој апарат. Недостиг на лекови, континуирано запоставување на кадрски план, сето ова е накратко сликата која беше затекната во овој ресор. А токму здравството е еден од клучните сегменти за граѓаните. Бидејќи тука се работи за здравјето на луѓето, нешто што е од непроценлива важност за секое општество и за секој човек. Постигнувањето на квалитет не е возможно без инвестиции во нова опрема, во нова апаратура и во висока технологија. Нешто што како процес го отпочнавме пред неколку години и се одвива паралелно со зајакнувањето на кадровскиот потенцијал и создавањето на современи просторни услови. Опремата која ја набавивме ги следи најсовремените стандарди. Со тоа драстично се влие на подигнувањето на квалитетот, но и прецизноста во диагностицирањето на многу болести, но и возможноста воопшто да се прават некои интервенции. Намалувањето на долгите листи на чекање, кои во моментот значеа загубено здравје за луѓето, но и пари од буџетот, бидејќи колку подоцна се диагностицираат некои болести, толку поскапо е лекувањето, како и маките на болните од секој аспект. Набавката на нова опрема продолжи и во периодот на најголемата политичка криза, затоа што навистина има што многу да се надомести. Во овие 2,5 години, само во овие 2,5 години, набавивме 11 нови дигитални мамографи од најновата генерација и најсовремена технологија, со што значително ја унапредивме оваа диагностика и ја доближивме до женската популација, со цел рано откривање и навремено третирање на карциномот на дојка. Во тек е и набавката на уште 3 дигитални мамографи, од кои бенефит ќе имаат жителите на едни од најголемите градови во државата, меѓу кои се Битола и Куманово. Обезбедивме 3 нови апарати за компјутерска томографија, кои веќе функционираат и обслужуваат голем број пациенти во Универзитетската клиника за неврологија, Градската општа болница 8 септември. И за прв пат оваа диагностичка процедура ја воведовме на ниво на здравствен дом Скопје, во поликлиниката Јане Сандански. На Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина набавивме најсовремена СТ гама камера, која овозможува многу попрецизна и побрза диагностика кај пациентите. Со набавката на нови ангиографи во изминатите неколку години, ја проширивме и зајакнавме мрежата на интервентна кардиологија ширум државата и овозможивме пациентите со инфаркти да добијат навремен третман најблиску до местото на живење, бидејќи во таквите случаи и секундите значат живот. Со новиот ангиограф во Градската општа болница 8 септември овозможивме покрај интервентна кардиологија да се работат за прв пат во установата и да се работи интервентна радиологија. Воспоставивме и успешно да функционира мрежа на центри за интервентна кардиологија. Нашата тенденција е да ги доближиме до граѓаните интервенциите како коронографија и стентирање, кои се клучни за спашување животи кај лица со срцеви инфаркти. И на тоа посветено работевме изминатиот период. Овозможивме овие интервенции покрај дотогаш на клиниката за кардиологија во Скопје и во Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Охрид, да се вршат и во болниците во Штип, Тетово, Битола, Струмица и во Градската општа болница 8 септември во Скопје.
Бројот на третирани пациенти во центрите за интервентна кардиологија низ државата е показател за бројот на спасени човечки животи. Само во новите центри во изминатите 3 години се третирани околу 4000 пациенти. Инаку, само во градската општинска болница 8 септември, изминатиот период од 3 години се инвестира околу 5 милиони евра само за набавка на најсовремена медицинска опрема. Исто така, во трите клинички болници, Тетово, Битола и Штип, набавена е нова медицинска опрема. Со набавката на линарни акселератори, во Македонија нема веќе листа на чекање за радиотерапија, односно сите пациенти на кои им е потребна ја добиваат за најмногу 3 дена. За споредба, во земјите во поширокиот регион, вклучувајќи ги соседните земји, за зрачна терапија се чека и до 10 месеци. За користењето на сите овие апарати се обезбеди и добра обука за нивно правилно и наефикасно користење од различен вид. Почитувани, со ова направивме добра база, односно основа, но ние одиме понатаму со овој проект. Нашата цел е овозможување на траен капитал во македонското здравство, за набавка на најсовремена опрема со која што ќе се фати тек со голем број на други напредни здравствени системи и ќе се одговори на најголемиот дел на потребите на здравствените установи, кои што представуваат всушност потреби на граѓаните пред се. Затоа денес сакам да објавам дека предвидуваме набавка на нова медицинска опрема во секој град во државата, во вкупна вредност од околу 33 милиони евра. Во секој град во државата ќе набавиме нова медицинска опрема за секоја јавна здравствена установа, болница, клиничка, општа или специјална, здравствен дом, како и за болниците и клиниките во Скопје. Станува збор за прецизен план за набавка на околу 3700 апарати, наменети за повеќе од 100 јавни здравствени установи низ државата, кои ќе бидат доопремени со најсовремена медицинска опрема. Кај дел од установите ќе се замени постојната, постара и дотраена опрема со нова, а кај поголем дел од нив ќе обезбедиме опрема како што преходно воопшто немало во установите, со цел што е можно поголем број здравствени услуги, да ги доближиме до местото на живење на граѓаните. Прво, генерално, околу неопходните апарати кои ќе се набават. Прво сакам да истакнам дека комплетно ќе обновиме стерилизацијата во сите јавни здравствени установи, со набавка на нови апарати за механичко миење на хируршките инструменти, како и нови апарати за стерилизација и автоклави. Исто така, во повеќе јавни здравствени установи ќе набавиме и нови инфузиомати и перфузори за апликација на терапија. Само овој сегмент од набавката чини околу 5 милиони и 800 илјади евра и е многу важен од аспект на безбедноста и хигиената при пружење на здравствените услуги. Еден посебен дел од набавката е фокусиран на нови мамографии и диагностика на најчестото малигно заболување кај жените, карцином на дојка. За таа цел издвојуваме над 600.000 евра за набавка на 8 најсовремени дигитални мамографии за повеќе јавни здравствени установи во различни градови низ државата. Исто така, значено е да се напомене дека во рамките на овој циклус на набавка сериозно место завзема и обезбедувањето на нови дигитални рентген апарати, кои ќе бидат воцирани во поголем број на клинички и општи болници во разни градови и за која цел инвестираме околу 1 милион и 300 илјади евра. Дигиталните рентген апарати имаат значително помало зрачење од старите и овозможуваат издавање на многу попрецизна слика во дигитална форма. Во продолжение,
Би сакал да истакнам некои значајни генерални примери за користа од оваа голема набавка за конкретна установа, односно конкретен град. Например, за прв пат во општата болница во Кавадарци ќе набавиме нов апарат за компјутерска томографија. За прв пат Кавадарци ќе добие ваква диагностика од која потреба имаат повеќе од 500 пациенти од овој регион годишно. Ова ќе биде значајна инвестиција за Кавадарци, имајќи в предвид дека досега за оваа диагностичка процедура пациентите се упатуваа во Велес или во Скопје. Значи патуваат по неколку десетици или стотина километри во еден правец. Со новата опрема која ја набавивме, пациентите, оваа здравствена која набавуваме, се извинувам, која ќе ја набавиме практично, пациентите, оваа здравствена услуга ќе ја добиваат во своето место на живење, што значи побрза диагностика и побрз третман, доколку се диагностицира одредено заболување. Ваков апарат ќе добие за прв пат и болницата во Кочани. Практично досега компјутерска томографија постоеше во болницата во Штип, а со новата набавка во Кочани ќе бидат покриени голем дел од потребите за Источна Македонија. На Универзитетската клиника за радиологија ќе набавиме нов апарат за компјутерска томографија, имајќи предвид дека дневно оваа диагностика ја користат 40 до 50 пациенти само во рамките на оваа установа. Ќе се набави и уште еден апарат за магнетна резонанца во вредност од 1.600.000 евра, со што двојно ќе се зголеми капацитетот на клиниката за вршење на најсовремени испитувања и снимања на пациентите. Во клиничката болница Битола предвидена е набавка на трансректална сонда за биопсија на простата, со што ќе се овозможи воведување нова метода која досега воопшто не се работела во болницата и пациентите биле упатувани во Скопје. Ова е многу значајна метода, имајќи в предвид дека се применува кај секој пациент кој е сомнителен на карцином, на месечно ниво во просек по 70 до 80 пациенти. На овој начин, евентуални карциноми во областа на урологија многу побрзо ќе се диагностицираат и третираат. Особено е важно што во целиот југозападен регион не се работела досега оваа метода, што значи дека кориски имаат огромен број на жители од целиот регион. На Универзитетската клиника за инфективни болести, со новите апарати, за прв пат ќе се воведе нова технологија од молекуларна диагностика. Станува збор за апаратура што е побрза, специфична, со висока сензитивност и со поголема точност во диагностиката. Например, апарат Иридика, апарат за комбинирана автоматизирана молекуларна метода за идентификација на широк спектар на бактерии, вируси и габички. Кориски имаат сите пациенти со сомнеж за инфективно заболување, особено тешки, имунокомпромитирани болни, како што се пациенти на интензивна нега, по извршена трансплантација, со малигноми, пациенти со инфекции и со хематолошки заболувања и друго. Ќе се набават и посебни серолошки тестови за инфективни заболувања по нова методологија, со која полесно ќе се докажува етиологијата на болеста и ќе се дава побрза и точна терапија. Например, сега се чека по 2-3 дена за микробиолошки тестови, а со новиот апарат за 1 час може да се детектира причинителот на болест кај овие тешки инфективни заболувања, каде што некогаш часовите се многу значајни. На инфективната клиника сега има многу послаб модел стар 15 години. За прв пат во историјата ќе се набави нова хибридна сала на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија во вредност од 2 милиони евра. Со ваквата сала значително ќе се подобрат можностите за лекување на луѓето со срцеви болести и можностите за делување на кардиохирурзите, кои ќе може да действуваат со голема прецизност и да реализираат широк спектар на оперативни зафати. Со ваквата опрема ќе се отвори можност за изведување на операцијски и ендоваскуларни хибридни зафати. За потребите на Универзитетската клиника за кардиологија
Ќе се инвестира во набавка на најсовремен ангиограф, за што ќе бидат инвестирани околу 650.000 евра, со што ќе се применат најсовремените методи за кардиолошки интервенции при вградување на стентови кај пациентите. Исто така, на Универзитетската клиника за кардиологија ќе се набави C-арм рентген апарат за Скопје, на Универзитетската клиника за очни болести, лазер апарат за корекција на диоптрија, нова опрема за оперативниот блок, оперативен стол, оперативни маси, оперативни кревети и рефлектори. На Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија ќе се набават 2 апарати за видеоколоноскопија, електрохируршка единица за полипектомија, а на Универзитетската клиника за дерматологија ќе се набави нова кабина за фототерапија на цело тело во стоечка положба, фототерапија за парцијална УВ радијација и фототерапија за различни делови на телото. На Универзитетската клиника за детски болести ќе се набави апарат за ехографија со спецификации за педиатриска кардиологија, со 2 сонди, неонатолошка и педиатарска, дигитален рентген апарат за снимање на мали бебиња. За потребите на Универзитетската клиника за урологија ќе се набави најсовремен столб за лапароскопска хирургија со HD камера и снимач за прецизна и полесна хирургија и вршење на таков вид на хируршки зафати, за што ќе бидат инвестирани 95.000 евра. За клиничката болница во Тетово ќе се инвестира во набавка на ендоскопски столб, вреден 200.000 евра за сите видови ендоскопски снимања и испитувања. За потребите на Заводот за нефрологија во Струга, за прв пат ќе се набави апарат за екстракорпорална литотрипсија, вреден 200.000 евра, со кој што ќе се овозможи отстранување на камен без операција со негово разбивање со ултразвук. Во Заводот за нефрологија се уште се третираат болнички пациенти кои се на дијализа и од тука произлегува потребата да се инвестира во нова опрема и во оваа јавна здравствена установа со цел да се подигне квалитетот на медицинска нега и третман на пациенти на дијализа кои се лекуваат болнички. На Скопската клиника за нефрологија ќе се инвестира во апарати во вредност со 115.000 евра, при што ќе се набават комплет хируршки инструменти за васкуларна хирургија, Призмафлекс, систем за почистување на крвта при откажување на бубрежните функции, апарат за анализа на телесните течности кај пациент со хронична бубрежна болест, 2 автоклави и други апарати. За клиниката за неврохирургија ќе се набави нова опрема со процената вредност од 674.000 евра, со што ќе се обезбедат мобилен моторизиран детектор, апарат за невронавигација, оперативен современ стол, перфузиоди и друга опрема. Во општата болница во Прилеп ќе набавиме нов мобилен рентген апарат, нов апарат за лапароскопија со кој на годишно ниво се вршат околу 100 интервенции, претежно на жолчка, како и стол за артроскопија со колен инструментариум, со кој исто така се вршат по 100 интервенции годишно. Општата болница Велес прв пат ќе добие дигитален најсовремен рентген апарат. Сега во оваа болница има само класичен рентген апарат на кој се вршат 18.000 снимки годишно. Со новиот РТГ апарат снимките ќе бидат со подобар квалитет, ќе се зголеми бројот на пациенти што ќе може да ги обслужи апаратот и со тоа ќе се намали времето на чекање, а воедно ќе се овозможи поголема точност во поставувањето на дијагнозите и помало зрачење. Се планира и набавка на нов факоапарат, со кој годишно би се вршиле од 200 до 300 интервенции, а воедно со новата опрема се планира и развој на одделението за ортопедија, со посебен акцент на вградување колкови, зашто потреба имаат од 80 до 100 пациенти од регионот на Велес. Почитувани, она што би сакал посебно да истакнам при подготвувањето на програмата и плановите за обезбедувањето на оваа медицинска опрема, се водеше особено сметка за регионалниот аспект,
односно таа да биде застапена и подеднакво достапна за граѓаните од сите региони и населените места во државата. Односно, оваа опрема ќе биде инсталирана во сите градови на нашата земја, и тоа согласно приоритетите за секоја болница и здравствена установа во секој град. Второ, ова е планот за набавка на опрема во поголемите градови и болници. Во Скопје, офаќајќи го клиничкиот центар, односно комплексот клиники, општите болници, здравствените домови, специјалните болници, заводите и институтите, ќе бидат обезбедени нови 1318 медицински апарати со проценета вредност од околу 13 милиони и 500 илјади евра. Во Битола, офаќајќи ја клиничката болница, здравствениот дом и Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас, ќе бидат обезбедени 149 нови апарати во вкупна вредност од 1 милион 230 илјади евра, меѓу кои дигитален рентген апарат, трансректална сонда за биопсија на простата, модерен апарат за ехографија, со кардиолошка и конвексна сонда, како и стоматолошки рентген апарат Панорамикс и поголем број на други апарати. Во Тетово, офаќајќи ја клиничката болница, здравствениот дом и специјалната болница за белодробни заболувања, Лешок, ќе бидат обезбедени 290 нови апарати во вредност од 2 милиони 41.900 евра, меѓу кои што и дигитален апарат за флуороскопија, дигитален рентген апарат, графија, ресетоскоп за ендоскопски столб, како и 55 електрични болнички кревети и голем број на потребни апарати. Во Штип, офаќајќи ја клиничката болница, здравствениот дом и медицинскиот факултет, ќе бидат обезбедени 252 апарати во вредност од 2 милиона 116.300 евра, меѓу кои рентген апарат за Скопје со ТВ ланец, преносен рентген апарат, апарат за ехографија со колор Доплер, апарат за ехографија со ректална сонда, апарат за електромионеурографија, апарат за анестезија и голем број на други потребни медицински апарати. Во Охрид, офаќајќи ја општата болница, специјалната болница за ортопедија и травматологија, Свети Еразмо, Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања и здравствениот дом, ќе бидат обезбедени 496 нови медицински апарати со проценета вредност од 3 милиони 28.000 евра, меѓу кои најсовремен оперативен стол, пенданти за интензивна нега, плазма стерилизатор, апарат за ехографија 4D, апарат за анестезија, апарат за диализа, хируршки инструменти за гинеколошки операции, транспортен респиратор, абдоминална и трансректална ултразвучна сонда, прирачен автоклав, како и голем број на други неопходни медицински апарати. Во Прилеп, офаќајќи ја општата болница и здравствениот дом, ќе се набават 161 медицински апарат со проценета вредност од 1 милион 214.000 евра, меѓу кои 2 нови автоклави, 2 апарати за анестезија, биполарен ресетоскоп, апарат за ехографија со кардиолошка и линеарна сонда, хируршки механизми, апарат за лапароскопија, апарат за ехографија на абдомен, столб за лапароскопија, како и нов доплер за крвни садови и многу други апарати. Во Кавадарци, во општата болница и здравствениот дом, ќе бидат обезбедени 58 нови апарати во вкупна вредност од 865.000 евра, меѓу кои анестезиолошки апарат, 2 автоклави, ултрасонографски апарат со 4 вида сонди, апарат за ехографија со 4 вида доплер, колор доплер, сонограф, плазма стерилизатор, апарат за колоноскопија, 3 нови инкубатори и голем број медицински други апарати. Во Струмица, во општата болница и здравствениот дом ќе бидат обезбедени 125 нови медицински апарати со процената вредност од 980
87.000 евра, меѓу кои апарат за остеопороза, 2 нови автоклави, лапароскопски столб за абдоменални операции, апарат за електромиографија, факоапарат за операција на катаракта, оперативен мобилен стол, 2 плазма стерилизатори, доплер на каротиди и вертебрални артерии, апарат за ехографија со кардиолошка и конвексна сонда, апарат за ехографија со 2 сонди и голем број на други апарати. Во општата болница и здравствениот дом во Велес, како и во специјалната болница во Јасеново, ќе се обезбедат 80 нови медицински апарати во вредност од 921.000 евра, меѓу кои апарат за анестезија, 2 нови респиратори, автоклав, централна мониторинг станица за мерење на витални функции, апарат електромиографија, апарат за ехографија со секторска и конвексна сонда, апарат за видеоколоноскопија и голем број други апарати. Во општата болница во Кочани ќе се инвестира во набавка на 39 нови медицински апарати во вредност од 477.000 евра, меѓу кои апарат за ехографија, апарат за абдоминална сонда за надоградба на постоечкото кардиолошко ехо, апарат за транскранијална магнетна стимулација, автоклав, нови дефибрилатори и голем број на други потребни медицински апарати. Во општата болница и здравствениот дом во Куманово ќе инвестираме во нови 137 нови апарати во вредност од 902.000 евра, меѓу кои дигитален рентген апарат, 2 апарати за гастроскопија, апарат за ехографија со 3 сонди, апарат за колоноскопија, 3 нови автоклави, 2 апарати за анестезија, плазма стерилизатор, оперативен микроскоп, апарат за ехографија и апарат за ехографија на абдомен и голем број на други потребни медицински апарати. Во општата болница и здравствениот дом во Гевгелија ќе се обезбедат нови 49 апарати во вредност од 421.000 евра, меѓу кои дигитален рентген апарат, апарат за ултразвучна диагностика, апарат имунолошки анализатор, нов плазма стерилизатор, апарат за електроенцефалографија, хематолошки бројач и други видови на апарати. Во општата болница и здравствениот дом во Гостивар обезбедуваме 88 нови апарати во вредност од 785.000 евра, меѓу кои дигитален рентген апарат, нов плазма стерилизатор, анестезиолошки апарат, апарат за електромиографија, апарати за ехографија, ултразвучен доплер за екстремитети, апарат за електроенцефалографија и многу други потребни медицински апарати. Во општата болница и здравствениот дом во Кичево обезбедуваме 74 нови апарати во вредност од 540.000 евра, меѓу кои дигитален рентген апарат, апарат за анестезија, апарат за ехографија со 4 сонди, апарат за колоноскопија, нов плазма стерилизатор и голем број на други потребни медицински апарати. Во општата болница, здравствениот дом во Струга и во Заводот за нефрологија ќе набавиме нови 111 парчиња опрема во вредност од 943.000 евра, меѓу кои апарат за анестезија, столб за лапароскопска ендоскопска хирургија, апарат за диагностика за бубрек и крвни садови, апарат за бронхоскопија, апарат за екографија со кардиолошка сонда, апарат за колпоскопија, 3 12 канални ЕКГ апарати, 3 хируршки аспиратори и голем број на други апарати. Во Дебар, офаќајќи општата болница и здравствениот дом, ќе набавиме 43 нови медицински апарати во вредност од 374.000 евра, меѓу кои апарат за ултразвук, колор доплер ехоапарат со абдоменална и кардиолошка сонда и апарат за ехографија, како и апарат за ендоскопија. Во здравствениот дом во Радовиш ќе набавиме 9 нови апарати во вредност од 89.000 евра, меѓу кои имунолошки анализатор, медицински периметер, нов ЕКГ апарат, нови ЕКГ апарати кои се 12 канални, нов дефибрилатор, нов апарат за спирометрија, апарат за риноманометрија и други медицински апарати.
Во здравствениот дом во Берово ќе се набават 6 нови медицински апарати во вкупна вредност од 76.000 евра, меѓу кои апарат за ехографија со кардиолошка линеарна и конвексна сонда, компјутерски периметар, 2 Holter апарати за мерење на ЕКГ и крвен притисок, хематолошки бројач, како и нов апарат за спирометрија, а нова опрема во вредност од 30.000 евра ќе набавиме и во здравствениот дом во Делчево, меѓу кои флексибилен риноларингоскоп и апарат за електроенцефалографија. Во здравствениот дом во Крива Паланка ќе се набават 13 нови апарати во вредност од 125.000 евра, меѓу кои апарат за колор Доплер на крвни садови, апарат за ехографија со 2 сонди, апарат за гастроколоноскопија, нов хематолошки бројач, компјутерски авторефрактометер, дефибрилатор, апарат за спирометрија и други медицински потребни апарати. Во здравствениот дом Маврово и Ростуше ќе се набави нова медицинска опрема во вкупна вредност од 130.000 евра, меѓу кои дигитален рентген апарат за мамографија, апарат за ехокардиографија, апарат за биохемиска анализа, хематолошки бројач, Holter апарат за мерење на крвен притисок и други апарати. Во есен, офаќајќи го здравствениот дом и Заводот за рехабилитација на белодробни заболувања во Тешево, ќе се набават вкупно 33 медицински апарати во вредност од 148.000 евра, меѓу кои апарат за децитометрија, хематолошки бројач, апарат за криотерапија, дерматоскоп, апарат за ехографија, апарат за ринометрија, како и абдоменална сонда и многу други потребни апарати. Трето, би сакал да напоменам, покрај овие што ги споменав, нови апарати ќе има и во сите останати здравствени домови во државата, како што се здравствените домови во Валандово, во Вевчани, Виница, Демирхисар, Кратово, Крушево, Липково, Македонски Брод, Неготино, Пехчево, Пробиштип и Свети Николе, меѓу која опрема се и апарати за ехографија на срце и крвни садови, апарати за ехографија со 3 вида сонди, апарат за Доплер за крвни садови, апарат за гастроколоноскопија, дигитален мамограф, биохемиски имунолошки анализатор, преносни ЕКГ апарати и голем број на други апарати во делот на здравството. Оваа голема набавка ќе ја спроведеме преку повеќе годишни набавки во следните 4 години. Но очекуваме дека бенефитот, користа, ќе се почувствува веднаш по обезбедувањето и ставањето во функција на овие апарати, со што самите граѓани ќе почувствуваат унапредување и во квалитетот и во достапноста на здравствените услуги. Дополнително, со секој покомплексен апарат ќе следи и обука за користење обезбедена од производителот и доколку има потреба и подолга обука, обезбедена од Министерството за здравство и од владата на Македонија. Почитувани присутни, јас набројав само стотина од предвидените 3700 апарати, кои наскоро при промоцијата на новата програма ќе ги објавиме. Со набавката на ваквата опрема, Македонија ќе отиде значаен чекор понапред во областа на здравството. За секој апарат имаме прецизни рокови и средства со кои што ќе биде набавен. И сето ова ќе биде дел од нашата нова програма. 33 милиони евра само за околу 3700 нови медицински апарати и опрема. Плюс многу други видови на инвестиции во здравството, кои не се предмет на денешната пресконференција, а се многу значени, нема да изостанат. Напоменувам дека денес свесно фокусот го ставаме само на еден сегмент во здравството, а тоа се опремата и апаратите. Ова е нашиот придонес за подобра Македонија. Граѓаните знаат дека ние нашиот збор го остваруваме и дека може да ни веруваат. Заедно ќе направиме многу повеќе. Нашата борба за напредок во секое поле продолжува.
На овие избори, граѓаните ќе одлучуваат помеѓу оние кои даваат лажни и нереални ветувања, кои шират манипулации, деструкција и секој ден се надпреваруваат во тоа која поголема лага и невистина ќе ја објават. И нам, кому граѓаните може да ни веруваат, кои имаме програма, имаме цел и принципи до кои се држиме, но и мина труд, кој е гаранција дека ќе оствариме и многу повеќе од она што го ветуваме. Затоа, нашата визија е патот за напредок, заедничкиот пат за нашата Македонија. Ви благодарам.